Ќе побараме оваа насмевка од првиот спикер на парламентот и кога 870.000 граѓани ќе го поништат законот за територијална поделба, а кога тој како шеф на парламентот нема да сака да го стави на дневен ред и како што кажа нема да биде усвоен. Со 870.000 граѓани или колку и да се повеќе стотици илјади, насмевки нема. Многу работи се направија за и против референдумот. Сума сумарум, над 60% граѓани најскромниот резултат по било која анкета ќе излезат на референдум. Најоптимистичкиот одат до 78%. Да видиме убаво напишано црвено на бело што за, а што против беше направено. Референдумот ќе се одржи за 10 дена на 7 ноември. Против референдумот беше направено се да се изврши контрола, многу засилена контрола на изборите. Двојно засилување на членовите на Државната изборна комисија, наместо 3 како на сите досегашни избори, на овие референдумски ќе ги има 6 на секој избирачко место. Специјална контрола најавува и меѓународниот представник од ИХР. Контрола најавува денес и вчера дури и амбасадата на Соединетите американски држави. Контрола најавуваат и организациите кои се формирани во времето на опозиционото однесување на СДСМ, а денес се нарекуваат невладин сектор. Владата не даде пари за кампања за референдумот, иако по закон за тоа врзана. Неуспешно оспорување пред Уставниот суд на референдумот кој падна овие денови. Владина кампања со државни пари во работно време против референдумот. Форсирани странски дипломати против референдумот кои случајно или намерно овие денови доаѓаат со една те иста изјава на јавноста и се обраќаат. Најави дека во Северозападна Македонија нема ни да се отворат гласачките места за референдум. Заплашување со војна ако референдумот успее. И најважно, против референдумот ако се иземат партиските тврди активисти, има едно етнички отпор. Само на албанското и тоа нецелосно малцинство во Република Македонија. Оно што е направено за помалку бројно, само 5 ставки, но со далеку поголеми резултати. Над 150 говорници и аниматори овие денови говореа за референдумот. Од нив над 100 се лица кои немаат партиски книжки, значи говорат како слободни граѓани. За референдумот се излезе без организирана, платена, особено не скапа рекламна кампања. За референдумот одат во прилоки сите досега познати анкети. Одзиво за референдумот од 58% најскромните до 75% најоптимистичките за излезност. Референдумот го анимира и над 10 невладини организации, стотици, академици, уметници, стопанственици и селеници, повеќе од 15 политички партии. Што е најважно, референдумот нема едноетнички, туку повеќе национален карактер. Што се десува до референдумот да завршиме? Имавме инцидент околу водоводот во селото Расче. Јасно и гласно, или војна, или ќе ни дајете тоа што бараме. Тие побараа граѓаните на Скопје од свој пари, од свој буџет, од своите средства, да им изградат пат, да им направат фонтани, да им изградат светло од Скопје до тамошното село, само затоа што водоводот бил кај нив. Што ли ќе треба да изградат граѓаните Скопје на Неготино, кој е на 100 км од градот, само затоа што тие имаат термоелектрана од која Скопјани помеѓу останатото добиваат струја. Доколку Расче и Кондово влезат во Скопје, нема од тоа бегање. Скопјани ќе морат да ја брснат раката во џеповите и да им градат се што Расчани и Кондовчани сакаат, инаку нели ќе има војна. Одиме со джингл. Од референдумот одеме на политичките партии. Во најновиот број на неделникот Аргумент кој излегува утре може да се види убаво прикажано, детално образложено со бројки и факти како се движи распоредот на етничката карта на Република Македонија. Едно е константа. Македонците со децении се иселуваат од Северозападна Македонија и таму има механички неприроден прираст на албанци дојдени од Албанија илегално и од Косово исто така. Што значи дека природната промена на етничката карта во Република Македонија не се случува по пат на природен прираст, туку се случува по пат на нелегално доселување, кое сега треба само да се санкционира од страна на поднесувачите и донесувачите на законот. Партиите работат како што работат. Еве ги резултатите. Најновата анкета, денес објавена на Институтот за демократија, вели по 5 години пауза ВМРО ДПМН е попопуларен кај народот од СДСМ.
Либералните демократи на Пенов, кои имаат 12 пратеници во парламентот, либералите кои имаат чинам повеќе од 6, тоа се 18, и партијата во најава, ВМРО Народна, која има 7 до 8 пратеници со Љупчо Ѓоргиевски, сите заедно чинат 25. Сите тие на куп имаат едва 1,5% популарност кај граѓаните. Третиот пат има само еден пратеник во парламентот, Љубисав Иванов Дзинго од социјалистите. Но сите овие три заедно вредат помалку од третиот пат, вели анкетата. Што друго вели таму? 11,4% за ВМРО ДПМН, 10,6% за Социјалдемократскиот сојуз, Демократската унија за интеграција со 6,8%, ДПА на Арбен Џафери со 4,7%, третиот пат со 1,6% и ПДП со 1,5%. Ова се процентите на гласови кои би ги добиле овие партии, доколку утре се одржат парламентарни избори. Вака се изјасниле дел од 1055 испитаници кои овој месец октомври биле анкетирани од Институтот за мир, солидарност и демократија. На 7-мо место е ВМРО Народна со 0,9%, следува ЛДП со 0,5% и либералите со 0,1%. Овие бројки се значајни по неколку работи. Прво и најзастрашувачко е што 25% од испитаниците не би гласале за никого, а 24,10% не знаат за кого би гласале. Второ, третиот пат со 1,6% има поголем рейтинг од ВМРО Народна, ЛДП и либералите заедно, кои вкупно имаат 1,5%. Колку за подсетување, ЛДП има дури 12 пратеника во собранието и 4 министри во владата, а рейтингот е 0,5%. И трето, за прв пат по цели 5 години, рейтингот на ВМРО ДПМН е повисок од рейтингот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Тенденцијата беше спротивна од претседателските избори во 1999 година. Во однос на рейтингот на политичарите, на прво место е Никола Груевски со 8%, второ е Али Ахмети со 7%, трете Џафери со драстичен раст на 5,7%, на четврто место е Бранко Црвенковски со 4,4%, следува Тито Петковски со 3,4%, неколку места подолу Љупшо Ѓоргиевски со 0,9%, Хари Костов 0,7%, Љубисав Иванов Дзинго 0,3%, Бучковски исто толку, Илинка Митрева и Павле Трајанов со по 0,2% и Ристо Пенов со 0,1%. Но за цели 2% од минатиот месец е зголемена вкупната недоверба во политичарите, па така 45,10% од испитаниците немаат доверба во никого, а 12,2% не знаат на кого да му веруваат. Ова беа вкупните проценти во двете генерални области. Анкетата на Институтот за мир, солидарност и демократија потоа анализира по етничка структура, полова и возрастна припадност, демографска структура и така натаму. Подсетуваме дека анкетирани се 1055 испитаници од цела држава во октомври 2004 година со запазена процентуална застапеност на сите етнички заедници. Може да ги основа само државјани на Република Македонија, кој има најмалку 6-ти, односно 7-ми степен на стручна подготовка, кој што треба да поседува соодветен деловен простор, адекватен за вршењето на овој вид на услуги. Тош не стана јасно колку нафта беше увезена. Шпекулациите одеа во насока дека нафта се увезени отприлика околу 150.000 тони нафта, кои што во контингенти би значеле долга колона на возила и цистерни, кои што никогаш не видовме дали влегува во Македонија. Работиме со надеж дека предлог проектот кој што е предложен до владата за трансформација на ЈАП Агроберза во Национален агромаркетинг центар, владата и ресорните министерства кога ќе ги достава своите мислења ќе бидат позитивни. Кој ќе победи на американските избори, Џорџ Буш или Кери? Многу битно прашање за Македонија. Буш и неговиот претходник Клинтон, иако од различни партии, покажа дека се владетели на војните. Првиот на оние на Балканот, вториот на оние во Ирак и околината. Нам на Балканот ни треба сталожен, смирен американец кој ќе знае што треба да се направи на Балканот и така да барем поголемото мнозинство бидат задоволни, а не за потребите на една нација да се растураат држави наоколу и да се прават 2,5 Албании за да се уништат 4 до 5 републики на бившата Југославија, а и Грција следи.
Американците се докажан демократски генератор во 20. век. Најпосле по Втората светска војна тие ја изградија Европа и тие ја иницира Европската унија заедно со своите сојузници британците тука. Но тогаш американците има личности со визија кои беа од историски формат и со респект низ светот. Да видиме дали Кери би можел да биде таков. Со Буш знаеме на што сме. Војната не ни бега или барем латентна како што знаеа тука да прават последните 10 години. Со Кери имаме шанса. Што мислат некои од нашите пратеници за тоа? Од она што читам, подедакви се шансите.